утро, ве поздравуваме од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Ќе говориме на темата со оглед на тоа дека станува збор за актуелна тема овој период. Ниските температури во април колку беа опасни за самите овошки и ќе дадеме одговори на прашањето дали ова лето ќе имаме домашно овошје на македонските трпези. Токму на оваа тема ово утро ќе не говориме единечен гостин, професорот Маријан од Земјоделскиот факултет. Да му посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток веднаш ќе прашам колку ниските температури во април беа опасни за самите овошки? Па и ова година, како и многу години од напред, се појавија доцните пролетни мразеви, така ги класифицираме ние, кои што се појавуваат обично после потерување на вегетацијата на овошните растенија. Ова година, за жал, тоа се јави и многу порано. Уште во март месец, на 20 март, имавме екстремно ниски температури во некои региони, а во тие региони овошните растенија веќе беа во период или пред цветање или во цветање, кога се многу осетливи на ниски температури. За жал, се појавија и во април месец овие ниски температури, и тоа е еден подолг период, 7 дури до 9 и 10 април, 4-5 дена, долго време траеа, и овие температури, за жал, повторно ќе кажам, се појавија пак на целата територија на земјата, а во тој период најголем број од овошните растенија веќе беа или прецветани, во фаза на заврзување, или во некои региони во самото цветање, или пред самото потерување на цветовите, односно пред појавата на цветањето, зависно ли од регионот и од овошната култура, и температурите беа екстремно ниски, невообичаени за овој период, -5, -7, некои региони се појавија дури до -10, и -11 во некои делови, особено во Преспанскиот регион. Тој бил најкритичен? Па тој регион е најкритичен и практично, ако гледаме па каде имаме најголемо овоштарско производство, односно најголем број насади или површини под насади, тоа е Преспанскиот регион, и таму направија практично овие температури направија најголеми штети. Дали ова значи дека нема да имаме домашно овошје годинава на пазарите? Па не, во принцип ова овошје што ние го произведуваме, кај најголем број на култури произведуваме вишок. Голем дел од производството е наменето за извоз. Ако кажеме јаболко, произведуваме преку 120, 140, 150 илјади тони годишно, а на нашиот пазар се троши многу малку, само според проценките 20-25%. Голем дел, околу 100.000 тони, зависно од годината, од 80 до 100.000 тони годишно извезуваме, што значи дека можеби ќе немаме доволно за извоз. 100% никогаш не е уништено за наш пазар од сите култури што континенталното овошје, ние имаме доволно секогаш. Но прашањето е колку ќе извезуваме и тоа што ќе остане за нашиот пазар, по која цена ќе се продава. Како ќе се, дали ќе може секој од населението да се обезбеди со плодови по висока цена. Од тоа што ќе остане на самите пазари, како да препознаеме дека станува збор за домашно овошје? Дали само цената игра улога? Па не само цената, и прв индикатор на пазарот или во маркетите е цената. Вториот индикатор е добро спакувано, добро, ајде да го кажеме, нашминкено, и по тоа може да се препознае. Нашето овошје е соберено од нива со слаба примена на постбербена, така ги нарекуваме постбербена технологија, не добро спакувано, не калибрирано, во принцип имаме во едно пакување имаме различен калибар на овошје, така да по тоа и може да го препознаеме најчесто, а прв индикатор е цената. Вообичаено увезеното овошје е секогаш барем 50% поскапо од нашето. И тоа е првиот знак на маркет или на пазар кој ќе видите добро спакувано и поголема цена, значи дека е од странство.
Хубаво е да се слушнат овие совети од ваша страна. Пред самиот крај сакам да прашам и во однос на ниските температури кои што направија огромна штета годинава, како да се заштитат самите земјоделци во иднина? Па, многу комплексно прашање. Има многу мерки со кои што може да се адаптира земјоделското производство, во случајот овоштатското производство, на овие доцни пролетни мразеви. Меѓутоа, во некои години, кога температурата се спушта екстремно ниска, практично не постои мерка со која што може да се заштитат насадите. Во време на цветањето, ако паднат температурите, или после цветањето, ако паднат температурите -2, -3, па и до -4, некаде -5, може би постојат мерки ефикасни кои што може да го заштитат овошката, да ја заштитат. Меѓутоа, ако паднат -10, а овошката цвета, речиси не постои ефикасна мерка, која што би била економски исплатлива. Ние на сајте може да ставиме топлење, како во становите, меѓутоа колку тоа ќе чини. На крај, дали ќе биде исплатливо таа мерка. Постојат, значи, различни мерки, превентивни, да ги кажеме, добро одржување на насадите. Насадите во добра кондиција се многу поотпорни на ниски температури. Добар избор на локација. Каде да го насадиме? Не на сите локации, на сите места во одреден регион, температурите се спуштаат подеднакво. Во принцип треба да ги избегнуваме ниските локации каде што лежат ладните воздушни маси од оние инверзионите мразеви кога се појавуваат, а тие најчесто ни прават штети во овошните насади. Добар избор на сорти. Имаме сега сорти ние и во Преспанскиот регион кога на соодветни локации каде што ќе имаме нормален род. Ама имаме сорти кои што ќе нема воопшто да има принос. Ќе нема буквално да се собере една гајба од 1 хектар насад. А во друг насад соседен само со различна сорта има нормален род, ќе има 50 тона по хектар. Што значи дека голема улога имат и сортиментот. Правилен избор на сортиментот е како превентивна мерка. Дополнително, ако кога веќе ќе се појават мразевите, треба да се преземат директни мерки за заштита. Постојат сега различни директни мерки за заштита на насадите, кои што се со различна ефикасност. Например, замаглување. Замаглувањето. Ајде да кажеме зачадување, палење. Иако не е дозволено во природата се пали органска материја, меѓутоа во насадите многу често луѓето ги користат таа метода, но е со ограничена можност и таа. Може да ја покачи температурата за 1-2 степени, што значи дека е -3 па ќе се спушти до температурата, ќе се покачи на -1 и овошките ќе бидат до некаде може би заштитени. Друга мерка е користење на она топлина од воздухот, вентилатори, поставување вентилатори, да ја користиме топлиот воздух од инверзионите мразеви кои ќе се појават. Најдолниот дел од воздухот е најладен, колку се оди повисоко на 10 на 15 метра, 20, зависи колку време ќе трае таа инверзија, се качува топлиот воздух на повисоките воздушни слоеви. Сега тој воздух со овие вентилатори се врати доле кај што се нашите овошки, за да се измеша воздухот, да се покачи температурата до онаа граница каде што овошките може да ги издржат тие ниски температури. И таа мерка е ефикасна ако е 3-4 степени под нула. Повеќе веќе е неефикасна. Наредна мерка имаме загревање на насадите. За наши услови да внесуваме некаква топлотна енергија со палење, со мазут, со органска материја, не знам каква, да се загреват насадите. За наши услови речиси не невозможно во моментот, бидејќи немаме инсталирано таква опрема. Тоа треба претходно да се обезбедат насадите. И како најефикасна, можеби најевтина мерка е користење на топлината од водата, односно со распрскување пред правење на вештачки дожд. И најпрактична, верувам. И најпрактична, најевтина мерка, најсигурна мерка, меѓутоа повторно и таа има ограничена можност, односно до -4, -5, па некогаш -6, ако кратко време трае,
можеби ќе биде ефикасна. Но ако трае како овој пат оваа година што траеше 4-5 дена, кога имаше обиди оваа година неколку фармери во Преспанскиот регион ја применуваат таа мерка, меѓутоа беше потребно практично температурата не се спусти 4 дена испод, не се покачи над нула, за да може да се стопи оној мразот од овошките, за да се спасат овошките. Сега под мраз беа овошките практично 4 дена. На тој долг период и со онаа ниска температура која што беше минус 7, 8, 9, зависи од локацијата, практично во такви услови, дури и таа мерка е неефикасна. Таа, реков, може да биде ефикасна 3, 4, 5 степени под нула, но ако трае 4-5 часа, еден ден ако трае, па веќе после 8-9 часот наутро ќе огрее сонцето, ќе се отопи мразот и овошките ќе бидат спасени. Но подолг период, практично 100 часа беа под мраз оваа година, едноставно не постои ефикасна мерка. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност детално да напоменеме некои совети за нашите гледачи. Повелете и друг пат. Верувам дека ќе дојдеме повторно друг пат да говориме за вакви актуелни теми. Верувам дека ова вклучување беше добро дојдено за земјоделците кои што редовно ја гледаат нашата утренска емисија. Се разбира дека ние се гледаме повторно со интересна тема која што верувам дека ќе ги засега сите наши гледачи.